Ние знаеме сите хадисот на Муаз ибн Джебел, на Муаз ибн Джебел, во кој вели: "Кунту радифа ан-набија саллаллаху алейхи ва саллам ала химарин." Ја бев заедно со пратеникот саллаллаху алейхи ва саллам, фaqala ли, па мене ми кажа и ми рече пратеникот саллаллаху алейхи ва саллам: "Ја Муаз, о Муаз, атадри ма хаққуллахи ала al-ибади ва ма хаққул-ибади ала Аллах?" О Муаз, зарем ти знаеш кое е правото кое Аллах азза ва џел го поседува и го има над своите робови? И зарем знаеш, о Муаз, кое е правото кое луѓето го имаат кај Аллах азза ва џел? Култу Аллаху ва расулуху а'ламу. Реков: Аллах и неговиот пратеник знаат подобро за тоа. Ја не го знам одговорот. Па вели пратеникот саллаллаху алейхи ва саллам: "Хаққуллахи ала al-ибади ан ја'будуху ва ла юшрику бихи шеј'a." Правото кое Аллах го има над своето створение е тие да го обожаваат без да му припишуваат здруженик, без да му прават ширк, да го обожаваат искрено на Аллах субханаху ва таала. А потоа вели: "Ва хаққул-ибади ала Аллахи алла ю'адзиба ман ла юшрику бихи шеј'a." Правото кое луѓето го имаат кај Аллах азза ва џел, ако тие веќе го обожаваат на Аллах без да му припишуваат здруженик ширк, е тој да не ги казни на судниот ден. Односно дека ќе влезаат во џеннет со негова дозвола и со неговата милост. Затоа правото кое Аллах азза ва џел на нас ни го наредил, на него да му го дадеме, е ние да го обожаваме онака како што само тој заслужува, да го обожаваш онака како што тој е задоволен тоа.